Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата на муслиманите во светот со љубов, напишано дело од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, Халифатул Месих IV. Хазрети Мирза Тахир Ахмад, нека Аллах биде бескрајно милостив кон неговата душа, Божји човек, разумен глас на ова доба, голем говорник, високообразуван зналец, со единствена интелигенција, плоден и сестран писател, од Бога дадено, имал многу добро познавање на Куранот, кој го превел на урду јазик. يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Муслиманите биле поделени пред тврдењето на Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Овие расколи и поделби веќе преовладувале пред Хазрети Мирза Гулам Ахмад да потврди дека е имам Мехди алейхи селам. Ахмадија муслиманскиот џемаат денеска е единствена заедница во целиот свет, која може да биде опишана како единствено братство во стил на братство, кое од Аллах било создадено преку благословеното посредништво на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Меѓутоа, од споменатото треба да стане јасно дека луѓето, верски и други секогаш покажуваат непријателство кон оние кои тврдат дека биле пратени од Аллах за да ја исполна својата наложена задача. Затоа бескорисно е да се трага за друга причина, освен за оваа. Наводи изведени надвор од контекст. За да ја просудат вистинитоста и невистинитоста на овие обвинувања и нивното одбивање од Ахмади муслиманите, Ахмадиите тврдат дека најразумна работа е да го прочитате целиот текст на основачот на Ахмадија муслиманскиот џемаат, од кој, од антиахмадија улемите, селективно се наведени некои делови надвор од содржината. Ахмадиите тврдат дека било кој може да најде време и трпение да ја истражува вистината на прописен начин, директно ќе дојде до заклучок дека кратките исечоци од пишувањето на Мирза Гулам Ахмад се земени и представени од антиахмадија улемите, секогаш надвор од контекст, и до таа мера се извртени што во потполност ја изоставуваат вистинската намера и цел на писателот. Всушност, длабокоумните пишувања на Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана носат непобитно сведочење дека овие обвинувања се невистинити и дека вистината всушност е спротивна. Некои релевантни делови се наведени понатаму за читателот да изведе свој собствен суд. Основни верувања на Ахмадија џемаатот. Ние веруваме дека никој не заслужува обожување освен Бог и дека се идина Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем е одбраниот. Негов пратеник е Катамул Амбија. Ние веруваме дека мелеките се стварност, дека оживувањето е стварност и дека судниот ден е стварност. Дека џеннетот е стварност како и џехеннемот. Ние веруваме дека вистината е се што величествениот и возвишен Аллах го рекол во честниот Куран и се што нашиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол според веќе споменатото тврдење. Ние веруваме дека личноста која ќе одземе и најмала трошка од исламскиот закон или му додаде исто толку или го напушти она што е задолжително, фарс, и започне некои новотарии, е неверник и отпадник. Ние го советуваме својот џемаат дека оние со вистинско срце веруваат во келимеј таиба. عين الهدى مفني العدا يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا. Нема Бог освен Аллах и Мухамед е Аллахов пратеник, се додека се живи и да умрат, цврсто придржувајќи се кон овие верувања.
Исто така тие мора да веруваат во сите Аллахови пратеници и објавени книги, чија вистинитост е потврдена преку честниот Куран. Потоа мора да веруваат во пост, намаз, зекат и хадж. Сите обврски фарзови кои ги определил Аллах и неговиот пратеник треба да се прифатат како должност, а се што забраниле да го сметаат за недозволено, тоест во потполност да се држат до исламот. Значи сите вакви работи, било да се верувања или дела за кои постои едноушно мислење, иџма, од побожните луѓе во минатото и кои преку општото еднодушно мислење на оние кои ги следат пратениците на честниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем, сватени како ислам, задолжително да веруваат во сите нив. Ние за сведоци ги повикуваме небото и земјата, дека ова е нашата вера. Ние сме муслимани, ние веруваме во Аллах, кој е еден, и ние исто така веруваме во калимах. Ние веруваме дека Куранот е Аллахова книга и дека Мухаммед салаллаху алейхи веселем е негов пратеник и катамул амбија. Ние веруваме во постоењето на мелеките, во судниот ден и во постоењето на дженнетот и джехеннемот. Ние извршуваме дневни намази, постиме во текот на месецот Рамазан и се свртуваме кон Кјаба кога се клањаме. Ние го сметаме за своја должност да се воздржуваме од се што Аллах и неговиот пратеник ни забраниле да го правиме и да правиме се што тие ни наредиле да го правиме. Ние немаме овластување да додаваме или одземаме било што од исламскиот закон на шеријатот. Ние го прифаќаме како дел од исламот се она што ни дошло од честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, без оглед дали ја сваќаме или не стварноста за тоа. Со Аллаховата милост ние сме вистински верници, муслимани и верници во Божјото единство. Иса алейхи селам. Ние сакаме своите читатели да ги известиме дека ние, Иса алейхи селам, Исус, високо го почитуваме и искрено веруваме дека тој бил вистински Божји пратеник и Божји миленик. Честниот Куран. Денес во светот од сите објавени книги, единствено честниот Куран со отворени знаци докажал дека ова е Божја реч. Основниот принцип на честниот Куран за спасение или избавување потполно е во склад со вистината и човековата природа. Неговите верувања се така совршени и добро втемелени, зашто необориви и силни докази се сведоците на неговата вистинитост. Неговите учења се потполно чисти од секаков вид на ширк, новотарии и обожување на суштества. Во него е сеопшт копнеш за тевхид, Божјо единство, за почит кон Господарот и за истакнување на совршенството на атрибутот за еден и единствен Бог. Тоа е книга која ја има оваа извонредна доблест, потполно и чисто да е исполнета со учења за Божјото единство и не допушта на било кој начин дамка, мана или пропуст или било какви други клевети да бидат пропишани на возвишениот Создател. Тој своето верување не го наметнува со сила. Напротив, оние учења кои тој со докази ги објаснува, претходно дава причина за нивната вистинитост. Тој своите цели ги докажува и покажува со значајно образложение и силни докази. والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا. Представувајќи јасни аргументи за да го објасни секој принцип кој го изрекува, тој човекот го води кон цврсто верување и потполно сваќање на реалноста. Со многу јасни аргументи тој ги отфрла сите недостатоци, нечистотии, неправилности и отстапувања кои влегле во верувањата на луѓето, во нивната работа и говор. Тој исто така ги учи сите вредности кои се многу важни за луѓето, да мора да ги препознаат како човечки битија.
Куранот забранува секако вид на неред, со таква сила со каква тоа се шири во нашето доба. Неговите учења се потполно директни, силни и добро уравнотежени, како да се огледало на Божјата одредба и вистинска слика на законите на природата. Тој е како сонце, кое сака, кое се движи да го осветли внатрешното око и чувствителност на срцето, супериорноста на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Милиони луѓе со чисто срце живееле во светот и ќе живеат многу повеќе во иднина, но ние го најдовме најдобриот од сите нив и најдарениот Божји човек, чие име е Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Аллах и неговите мелеки праќаат милост на веровесникот. О, вие кои верувате, и вие повикајте милост, салавати, на него и поздравете го со селам. Да оставиме настрана било какво спомнување на честните луѓе од оние чии прилики не биле детално опишани во честниот Куран. Ние ќе зборуваме само за оние пратеници кои се спомнати во честниот Куран, како што се Муса, Давид, Иса и други, мир нека е над нив. Ние под заклетва потврдуваме повикувајки го Бога за сведок, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, да не дошол на овој свет, и честниот Куран да не бил објавен, и со своите собствени очи да не ги видевме благословите во кои се осведочивме, вистината за сите претходни пратеници би ни останала сомнителна. До никаква вистина не може да се допре преку случајните приказни, бидејќи е можно тие да не бидат вистините, и така е можно чудата кои им се препишани на пратениците да бидат претерани, бидејќи никаков знак за нив денес не е видлив. Ние дури и не можеме да востановиме од книгите објавени во минатото дека Аллах постои, затоа што не сме уверени дека Аллах му зборува на човекот, но со доаѓањето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, вистинитоста за сите овие приказни била потврдена. Ние сега сваќаме не само како изјава, туку како работа на искуство, што значи разговорот со Бога и како се манифестирани Божите знаци и како е одговорено на довите. Ние сето тоа го откриваме следејќи го честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Она што другите го наведуваат како приказни, ние во тоа се осведочивме. Ние себе си се врзавме за пратеникот, кој всушност ни го покажува Бога. Сите улеми не се исти, некои од нив се богобојазливи, додека други се престапници. За оние кои се плашат од Аллах, ние секогаш имаме добро мислење за нив. Аллах нив наскоро ќе ги упати и тие ќе ја сватат вистината. Кога ќе им биде кажано овој човек, кој тврди дека е Месија, да го прогласат за кафир, тие ќе кажат: ние ништо нема да кажеме без да бидеме сигурни и ние се плашиме од Аллах. Наведените цитати од пишувањето на Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија, сами по себе се толку разбирливи, толку силни и уверливи и не е можно секој искрен човек да не биде импресиониран од неговата искреност и оданост. Со ова ние го оставаме случајот во поглед на вистинската вера, на Ахмадија муслиманскиот джемаат и им препуштаме на читателите да ги изведат своите заклучоци. Ние се надеваме и молиме Аллах да ги упати кон вистината. إن كان فهم أو صدى والله لو كشف الغطاء وجدتني عين الهدى ونظمت في سلك الرفاق وجئتني مسترشدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى. Денес го завршивме вториот дел од книгата на муслиманите во светот со љубов. Еселаму алейкум.